Не секоја борба се гледа. Некои се водат во тишина, во раните утра, во исцрпеноста, во сомнежот. Таа донесе злато од Италија. Но зад медалот стојат години дисциплина, работа, откажувања и секако верба. Колку чини еден шампион и што значи да се бориш не само со противникот, туку и самиот со себе. Да си кажеме денеска со шампионката Катерина Ацевска и човекот што стои зад незините подготовки, тренерот Александар Ацевски. За карактерот што се создава на татамито. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. И честитки за златото освоено во Италија. Еве само како дополнителен вовед, Катерина Ацевска златен медал на силниот гран при турнир Genova Open во Италија. Македонската репрезентативка во џиу-џицу Катерина Ацевска во конкуренција со 267 надпреварувачи од 24 земји. Така беше? Така. Во ноември минатата година, не знам колку е познато и колку и тоа успеавте да го расширите на медиумите, бидејќи ваквите вести за жал се поретки од оние понеубавите, помалку убавите. Во Банкок, Тајланд, освоивте прв сениорски медал за Македонија, бронза, така? Бронза медал на светско првенство. Значи, веќе се редат медалите, стасавме и до злато. Уште еднаш честитки. Што е за вас џиу-џицу? Борба, боречка вештина, спорт или начин на размислување, начин на живот? Џиу-џицу. Прво е дисциплина пред се. Дисциплина е те учи на, не знам, те трга од компјутери, те трга од проблемите. Мислам, секој спорт е таков, не е само џиу-џицуто во прашање. Со џиу-џицуто имаме нездрави навики како спортист. Има многу откажувања од многу работи. Меѓутоа, све е како што треба. Добро, Катерина Ацевска, млада девојка од Македонија, колку години имате? Имам 21 година. Набрзо 22. Во студиото со нас и го најавивме веќе личниот тренер на Катерина во улога и на, односно, прво и незин татко. Така. Нели, значи полесно е кога сте дел од исто семејство, па првото прашање би било како ја заразивте Катерина со џиу-џицу? Па најпрво не можев да ја заразам, поминува години, она не сакаше да тренира. Јас сум 25 години во овој спорт, во оваа федерација, меѓутоа ете еден ден се случи да стапна на татами и не искочи. Веќе добри 15 години не е искочена од татами. Сега е поредовно и од мене. Значи од 6 години свој? Па негде од 10 години она веќе активно почна да се занимава со џиу-џицу, а последниве 7-8 онака баш професионално. Добро, џиу-џицу е јапонска боречка вештина, така? Точно. Базирана на принцип на техника. Во два сегмента се работи. Првиот сегмент е самоодбрана. Оние деца што не сакаат да работат професионално и да се надпреваруваат, работат за своја лична самоодбрана заштита. Додека оние што сакаат малку попрофесионално да влезат во тие води, веќе почнуваат да го работат и тој борбен дел, каде што почнуваат да се надпреваруваат, најпрво во домашни надпреварувања, државни првенства, потоа и на меѓународни надпревари. Меѓутоа, сите бенефити што би сакале, што би требало да ги остварат од државата, од Министерството за спорт, се токму во спортскиот дел, во самоодбраната, само рекреативно можат. Така. Колку што знам за џиу-џицу, се користи силата на противникот и на тој начин веројатно може да се совлада и посилен ривал. Во делот на самоодбраната, да. Кога го делите ова, бидејќи правите стриктна поделба, дел на самоодбрана и дел на професионално занимање, што значи тоа? Таму има и напад? Таму има, там се работи за борби, она што сме денеска токму поради тој дојдени во вашето студио. Таму се работи за борба на двајца противници, каде што едниот треба да го победи другиот. Тоа се строго утврдени светски правила, затоа што џиу-џицата е во едно големо светско семејство и тие се правила за целата земјина топка, така да по тие правила се разбира и Катерина се води, се бори и токму и поради тоа и сме денеска во ова студио. Како трае, колку време трае една борба и како се одвива, како изгледа тоа? 3 минути трае една борба, се разбира може да понатаму да биде уште 3 доколку е нерешен резултатот. Борбата е во 3 дела, првиот дел е, јас ќе објаснам онака најпластично што можам за вашите гледачи. Првиот дел е карате, вториот дел е џудо и третиот дел е борба во партер. Значи во сите 3 дела мора да си добро подготвен борец за да можеш на крај да ја понесеш победата. Било кој од тие 3 дела ако ти фали, се разбира дека ќе изгубиш. Катерина, еве, тренерот вели
Откако прв пат влеговте во салата и стапнавте на татамито, на таа подлога, не излеговте од сала. Што ве плени најмногу во оваа боречка вештина? Мислам дека жарот, она што го викаат машки спорт, да речеме, што ние девојчињата, да речеме, пробуваме да покажеме дека не е само машки спорт, туку е во тоа што се пронашол, тоа ти е спортот, нема тука машки и женски спорт. Бидејќи живееме во средина полна со стереотипи, нели, и предрасуди. Да, за жал. Како успеавте вие да ги разбиете тие предрасуди и со вашите другарки да им објасните дека одите на тренинг по џиу-џитсу, додека тие се занимаваат со нешто друго што условно кажано се смета за повеќе женско? Па многу луѓе ми имаат кажано што е тоа глупостите, не знам, земи, не знам, учи, биди докторка, биди ова, биди она. Меѓутоа, како тие што си имаат некоја нивна работа, така мене, покрај што ми е џиу-џитсуто спорт и љубов, желба, нели, мене ми е работа. Мене ми е тоа иднината, мене ми е тоа кариера. Само ретко кој може тоа да го свати. Они мислат дека дека работа е само ако работиш, не знам, доктор, адвокат, нешто, не знам. Мене ми е работа. Александар, колку е популарно џиу-џитсу во Македонија? Па фала на Господ, добре. Задоволни сме, имаме повеќе клубови, имаме доста деца. Има интерес, има интерес и има. Па и помладите генерации? Па има, помладите, пазете се, младите се разбира дечињата, да речеме веќе од прво оделение како започнуваат, се запишуваат кај нас најпрво поради една така дисциплина да стекнат малку една само доверба, едноставно да се тргнат малку од дома, од тие некои стартни лоши навики. Ете, психофизички развој е многу важен за родителите, децата им се искривени, малку да почнат да ги научиме најпрво да одат, што се вели, па потоа се понатаму. Вие лично кога започнавте со џиу-џитсу и што вас ве инспирираше па? Па јас сум многу години, најпрво бев во реално аикидо, работев самоодбрана многу години. Од дете во 2010 година ја формиравме Македонската џиу-џитса федерација, поради тоа што џиу-џитсата ја немаше во Македонија. Јас сум основоположник, успеав да ја направам да биде спорт и во овој момент, односно последниве 15 години, џиу-џитсата е национален спорт во Република Македонија. И кога станува збор веќе за национален спорт, имаме репрезентативка. Да. Каква е поддршката од страна на државата за џиу-џитсу? Одлично. Со години назад или? Откако е Министерство за спорт. Кога беше Агенција за млади и спорт, имаше потешкоти. Меѓутоа, откако е Министерство за спорт, буквално се што се случува во однос на Катерина и во однос на другите репрезентативци, се е покриено од Министерството. Зборувам од храна, од спортска опрема, од патувања, онака, буквално од се. Така, ако се споредуваме со околните земји, да речеме, како стоиме? Па, во моментов рамо до рамо стоиме. Зборувам јас дека и тренерите ни се платени, спортските сали ни се платени, онака за неверување, ама е вистина, не може Ако ништо. тргнеме настрана патни трошоци за учество на разни турнири во странство, велите опрема, репрезентација, што друго, каде треба да одат работите да се надградуваат, во кој правец? Па мислам дека би можеле повеќе деца да однесеме на светско првенство. Светското првенство во Тајланд навистина многу пари чини. Само една авионска карта е 60.000 денари. Ние четворица бевме, отидоа сите пари на тројца борци, на еден тренер, само да стигнеме до таму. Но се вративте со бронза. Се вративме со бронза. Тоа беше една голема... Значи бронза вредна 60.000 денари. Бронза вредна... 240.000 денари само за карти. Бронза вредна околу 400.000 денари. Вкупно, да. Така да, во тој поглед, може, верувам дека може да отидеме напред. Се разбира, ако имаме комбе 2007, да имаме комбе 2020, тука може. Ако имаме 2 пара тренерки, да имаме 4 пара, да можеме. И така, у тој поглед, мислам, задоволително е навистина. Секогаш може подобро, нели? Велите национален спорт, како е организиран, колку клубови има и како стоиме во женска конкуренција кога станува збор за 10 клубови имаме, се разбира, во моментов добро работат 8, 2 се во тек на формирање, клубот во Илинден и клубот во Карпош, сега се во таа насока тргнати, околу 300 деца сме што тренираме, околу 30 се во репрезентација, што навистина добро работат, се борат. Кој е селектор на репрезентација? Јас сум селектор јуниорско-сениорски, имаме тренер од Штип што е пионери и кадети, он си ја води таа,
Таа работа ја водам, таа малку што е посериозната работа. Имам 300 своји деца. асистенти, помошници. Велите 300 деца, колку од тие се девојчиња? Па негде околу 100 треба да се девојчиња. Значи 1/3, има интерес. Има интерес, па ви кажав сега како самоодбрана џиу-џицата повеќе вреди за девојчињата. Сепак се они поизложни на несакани некои напади и така натака. Меѓутоа интересно е што оној што тренира џиу-џицу за самоодбрана природно му доаѓа да сака да влезе Во надпреварувачка фаза и така да и тука веќе станува еден комплетен борец кога ќе има знаење во самоодбраната и кога ќе почне да се надпреварува, тоа па носи своји бенефити, исто така за на улица, се разбира. Ваму ќе оствари некое право, адреналинот е друг кога ќе влезеш на борилиште да се бориш, ваму е па не дај Боже да бидеш нападнат па да треба да се одбраниш, посакувам тоа никогаш на никого да не му се случи, меѓутоа ако му се случи, верувам дека ќе искочи на крај со. Затоа и тренира. Ви се случило вам лично? Не. Да користите џиу-џицу во одбрана? Не. Катерина, вам? Ништо сериозно, мислам нешто бев многу малечка, бев 6-то оделение едно машко така. Да речеме ме бутна нешто, сакаше да ме удри со нога. Јас му ја фатив ногата само, чисто он падна. Нешто што научивте на џиу-џицу? Па Некој зафат веројатно, не, или не? мислам дека тој зафат, тоа не е зафат, тоа е... Тоа беше природна реакција? Да речеме рефлекс. Поиш он падна после, не знам, ти го користиш џиу-џицуто како, не знам, да напаѓаш луѓе, кам луѓе, он мене ме нападна, он мене ме закачаше, а што да правам, да стојам да ме удри. Така нешто, ама. Бев многу мала. Добро, ни објасни Александар како изгледа борба, 3 минути, па потоа 3 минути. Како изгледа еден обичен тренинг ден? Дали се тренира секој ден прво? Како се организираат тренинзите во клубови или кога се подготвувате за некој турнир? Како тоа изгледа? Јас лично тренирам 2 пати на ден. 2 пати на ден? 2 пати на ден тренирам. Знам некогаш да скокнам, меѓутоа тоа кога ќе осетам некој голем умор. Колку трае еден тренинг? Саат и пол. 2. Зависи. Во сала се вежба? Првиот тренинг гледам да ми е теретана, која што си имам спремено дома, во посебна просторија, си вежбам, справи си имам. Значи тренинг со тежина? Да, тренинг за сила. Во сала вежбаме повише техники, фрлања, удари, такви работи. Теретаната знае да трае саат и нешто. Доволно е, мислам, за еден силов тренинг. Добро, и што ве научи вас татамито или џиу-џицуто за животот? Да бидам, да речеме, мирна, тивка, пристојна, да не бидам избувлива. Иако џиу-џицуто е еден, да речеме, избувлив спорт со акција, со брзина, јас сум скоро спротивното сум. Така сум мирна, скромна, да речеме. Така, кога се подготвувате за борба, кога стоите против противничката, се борите само со неа или се борите и со самите со себе? Имате ли предизвик на личен план дека денес не ми се тренира? Мислам дека Моменти на преиспитување, дали е ова за мене? Дали ова за мене немало таков момент, меѓутоа имало моменти дали да се откажам. Секој спортист го има тоа, тој што ќе рече не, јас не сум размислувал да се откажам, лаже. Сигурно има момент каде што изгубил, каде што некој го навредил, нешто па сакал да се откаже. Мене, да речеме, моментите пред борбата, пред самата борба, ми се, да речеме, со повеќе трема, леле сега што ќе биде, да не разочарам некого, да не го стварам тоа што сум, за тоа што сум тренирала. Меѓутоа, кога ќе влезам во борбата, кога ќе се видиме очи во очи, да речеме, тука више тремата ја снемува и фокусот е само на борбата. И кога доаѓа оној момент дали да се откажам, и кога ги мерите аргументите за и против, како победува она за да останете верна на џиу-џицу? Првото место на пиедесталот и македонското знаме и македонската химна. Мислам дека тоа секогаш ме враќа онака. Незаменливо е чувството. Незаменливо е чувството, некако кога некој ќе ме препознае, ти си таа што зема, не знам, прво што зема медала, да речеме. Но за да се стаса до таа медала? За да се стаса до таа медала, многу откажувања, многу труд, многу пот, да речеме, не е едноставно. Има многу одење нагоре, паѓање надоле, нема откажување. Александар, шампион се создава или се раѓа? Се создава.
Шампион не е роден се уште. Мора да го создаде шампионот. И кога ја гледате Катерина како се бори во сала, повеќе сте тренер или родител? Само тренер. Тука завршува Како родителството. успевате да ги разграничите тие две улоги? Па знаете како, ние не идеме на светско, на европско, на турнири, не идеме да се зезаме, не идеме да пробаме, не идеме колку да не сме дома, него идеме да се бориме, идеме да освоиме медали. Значи, мене не ме интересира тука родителството, од Катерина барам едноставно сериозност, упорност, тренинзи многу, нема нетренирање, мора да се тренира и така натака, затоа што она што го кажавте вие, џиу-џитсуто, тоа е еден начин на живот. Тоа е да си чесен човек, тоа е да си трудолюбив човек, тоа е да не си трговец, да не си продадена душа, едноставно да си со срце влезен таму. Тоа го барам ја од Катерина. Таму кога ќе влезе на тие татами. Како се учи храброст? Бидејќи не е сеедно да гледате како вашето дете некој го соборува, го тепа. Како вашето дете јаде ќотек, не е едноставно. Моје дете во смисла мој борец, моје дете не. Моје дете може да биде дома, а иначе таму на татамите е мој борец и ја барам од тој борец да го исполни она што е тренирано на нас, да речеме ние за светско првенство се увежбуваме, тренираме 3 месеца претходно. Идеме и по други држави на семинари, на обуки. Значи тоа е се губење време, тоа е финансиски трошок. Значи она мора тоа да го оправда на некој начин. Фала Богу, она е сега стипендист на министерство, па ете и доволно и сама заработува од џиу-џицата. Не само она, него и други борци. Тука нема оправдување, значи не гледам како што би се оправдало она тука да излезе на татами и да изгуби. Мислам, она може да изгуби спортски, да изгуби фер, да изгуби од појак, меѓутоа ми се лоши, не ми е добро такви работи. Катерина Александар делува прилично строг. Има авторитет, а? Строг со мека душа. Строг со мека Строг душа. само во тие 3 минути да речеме. Строг фокусиран тука. Само во тие 3 минути дека е борбата, после има. Сте биле во ситуација некогаш да имате конфликт како тренер и спортист? Да, па нормално. Зашто, пример, не знам, многу пати сум направила некој кикс. Вежбам цело време и, например, сега баш во тој момент кога не треба, она ќе ме фрли или ќе изгубам борбата на неубав начин. Пример, за мене загуба не е 5:15. Мислам, и да изгубам во тој случај не ми е толку криво, ама да изгубам 15-16, тука веќе боли. Сум можела во тие последни секунди да дадам се од себе. Тука доаѓа конфликт, нервоза од моја страна, од негова страна. И дали поразите и победите се заеднички или Да, тоа да. Тоа се разбира дека е така. Заедно плачеме и заедно се радуваме. Тука нема дилема. кој беше повеќе горд кога ја слушавте химната македонска на турнирот сега во Џенова, во Италија? Вие на своето тренерско место, на тренерската позиција или Катерина на пиедесталот? Па јас кога заврши финалната борба се боревме со Полска, кога кате ја победи борбата, јас тука мојата мисија е завршена. Ја можам да идам на трибини слободно, понатаму оставам она да се радува. И тогаш бевте повеќе горд како родител или како тренер? Никогаш како родител. Секогаш како тренер. Дома како родител. Кој на кого во таа взаемна соработка, а упатени сте на секојдневна соработка, бидејќи река Катерина вели 2 пати дневно тренира. Тренира под надзор ваш? И тие двата Сабајлен тренира сама, некогаш под мој надзор, некогаш сама, а навечер секогаш под мој надзор. Каква е таа взаемна дојора? Кој на кого повеќе му верува? Па мислам дека она е доволно свесна веќе мене да ме нема она да доди сама. Дури и тоа е договорено во некои груби така неубави работи, договорено е доколку ме нема она да продолжи. Веќе мислам дека е окей. Дури и она води една своја група каде што веќе она како тренер седи кај некои млади деца. Така да тука е мојата, да речам, некоја гордост. Ја немам, меѓутоа ако треба да ја кажам, тоа е мојата гордост. Каква беше вашата И улога? сигурност. Сега не само како тренер, туку и како родител во оние моменти кога Катерина доаѓала во моменти на слабост, па се преиспитувала дали треба да се откаже од џиу-џитсу и да се посвети на нешто друго. Вели дека секој спортист поминува низ таква фаза. Па не, спортистот поминува онаа фаза кога е оштетен од судија, кога е оштетен од некоја ситуација. Тука се тие слаби точки. Меѓутоа јас навистина не напињам ништо, јас сум сигурен дека се тоа моменти на слабост, тоа е таа психа, да се враќа човек многу брзо. Секој спортист се враќа многу брзо
Значи од таа падната ситуација станува, се крева, продолжува другиот ден, тоа е тоа. Кога паѓаат спортистите психолошки, не само Катерина, туку и другите ваши деца што ги тренирате, што им велите? Има ли магични волшебни зборови што треба да се кажат за да се крене некој психолошки? Па има сега, не се баш за пред камери да се кажат. Зошто? Вулгарни се? Па не се вулгарни, него кажете ги? едноставно некоја наша таа. Си имате некоја ваша мантра, џиу-џитсу мантра? Тајна, некоја така. Не би сакал сега тоа да го откривам. Меѓутоа мислам дека и со Кате, па бога ми и со другите деца и со поглед би можеле ние да се разбереме што би сакал јас да кажам во тие моменти, за да стане, за да тргне, за да почне, за да се врати и така. Ние сме имали и помеѓу борби такви ситуации, верувајте, значи помеѓу борби каде што ние таков е голем притисокот, првата борба ако се изгуби на едно големо надпреварување, сите понатаму борби мора да се победат за трето, за да имаш шанса да останеш во игра за трето. Така да првата борба се случува во Ја и Кате у Париз се изгубивме на Гран При. Првата борба па земавме трето место помеѓу најдобрите сениорки во светот. Значи Гран При во Париз е број 1 турнир во светот за сениори и таму ни се случи првата борба да ја изгубиме. Имавме можеби 15-20 минути време да сето тоа го поминеме и Кате зема трето место, онака. Така да мислам дека Кате е веќе доволно свесна, нејзините разочарувања мора да поминат во 5 минути, верувајте, не се работи ни за денови, не се работи ни за месеци, веќе не сакам ни да размислувам, може да си го спакува кимоното, ќе и заковаме на шајка дома, нека го закова, нека си биде тренер, нека си биде кондиционен тренер, не мора да се надпреварува. Доколку за 5 минути не ги помине, не ја помине таа криза, јас повеќе време немам. Добро, Катерина, сепак сте млада личност. Ова што го зборува Александар не ви создава притисок? Можда некогаш, вака сега, не знам да речеме, ама како и да е, пак јас тоа го совладувам брзо, како што кажав, пак мотивацијата ми е голема. Што и да се случи, ми се случувало што вика одштета од судија, најчесто е тоа, да ме оштети судијата, да изгубам тука негде, да изгубам од пониско рангиран борец, тука е више притисокот, у смисла зашто одам за да ме оштети некој судија, ама не сум имала проблем онака на долг период јас да размислувам. Не сум ни размислувала да се откажам од џиу-џитсуто, ама имало моменти дали да излезам на борба, дали да не излезам. Сум го надминувала тоа, не било ништо и веројатно критично. стекнато како последица од тоа долгогодишно занимавање со џиу-џитсу, зборувате со голем степен на самодоверба и увереност во она што го зборувате. Дали само спортистите кои ги тренирате знаат да паднат психолошки или ви се случува и вам? И кога вие паѓате психолошки, кој ве крева? Значи, знаете како борецот што јас го спремам, односно у боречките вештини, мислам дека генерално е така и кој е паднат не му е загубена борбата. Значи, ние се бориме, ние имаме кодекс, ние се бориме додека сме живи. Значи, и во работата е така, и во било што која работа. Во животот е така. Барем јас за себе така кажувам, мислам дека и Кате е на тие. Значи, не значи дека Кате, ако е доле на земја, дека Кате е изгубила борбата. Кате ќе се бори, ајде да речам, или јас ќе се борам додека дишам. Мислам дека тука е тој погон, наш погон. Ние на светско првенство Банкок, 7 дена не сме биле дома, различна клима, различна храна, тука зима, таму лето, се измешано, за 3 секунди ја изгуби Кате борбата за финале. 3 секунди, на екранот стоеше 3 секунди, значи 3 секунди се додека 2 пати да трепнеш, Кате ја изгуби борбата, па мораше за 5 минути... И какво ви беше чувството тогаш? Па онака, јас 5 минути подобро да не бев во нејзина близина, во смисла не дека ја нешто сум викал или нешто сум навредувал таман работа, меѓутоа моравме многу брзо да се враќаме со нова стратегија, да видиме ждребот како е, значи се во 5 минути. Ајде нека се 10 минути. Добро, од ова што го кажувате, успехот создава притисок, неуспехот создава притисок, но и успехот веројатно создава притисок. Па успехот создава спрема мене поголем притисок, од причина што на пример сега во Дженова Кате беше апсолутен фаворит. Еве, ние дочекавме на еден турнир меѓународен светски да Кате биде фаворит. Не беше дојде на швеѓанката, не беше дојде на германката, не знам од која причина, и Кате беше носител таму. И тоа некако ни направи поголем притисок. Едноставно, како сега ние да губиме од послаби. Меѓутоа, не смееме да изгубиме од Полска во финал, така? И тука е притисокот. Мислам дека
Поразот помал притисок носи него успехот. Успехот да останеш на врвот, зашто многу лесно тешко се оди нагоре, тешко се качува нагоре, ама кога ќе стапнеш горе, многу кратко време стоиш горе. Секогаш те влече бездната, те влече едноставно, како да кажам, успехот те прави мек, те прави слаб, те прави ранлив, а неуспехот секогаш те рането животно побрзо трча, подолго, му е снагата стегната, помалку јаде, и останува. Она животно што е добро хрането со ветеринари, со тоа животно потешко, така да мислам дека ние кога сме ранети многу сме сконцентрирани. Катерина, како го ословувате Александар? Тренеру или тато? Кога му се обраќате за време на тренинг? Па не знам, искрено не сум размислила на тоа. Не знам. Како ви се обраќа Александар? Тато ме нема речено. Мислам дека е респект Интересно спрема прашање. другите деца. Тато ме нема речено, тоа е сигурно. Вие сте еднакво строг како спрема Катерина, така и спрема другите деца што ги тренирате? Па не би рекол, мислам дека спрема Катерина сум повеќе строг, зашто смеам да си дозволам. Зошто? Зошто тука не правите граница како родител Па и дома тренер? сум и родител, нема кај доди, мора да дојде дома. Другото дете ако се отпише ќе си оди кај татко му дома. Мислам дека ако нешто он погрешно протолкува да се почувствува нешто навреден, не знам од што да биде навреден, меѓутоа јас ако му викам да прави наместо 10 склека 15, што би бил тука навреден? И ако му кажам зошто не можеш да ги направиш 15, ако се најде навреден ќе си оди дома, она доаѓа дома пака и мене, па и дома ќе ги доработи веројатно. И така мислам дека е поради тоа. Знаете како ученикот ако не го мрази тренерот не е добар ученик, не е добар тренерот, не е добар. Да. Има смисла. Ако те Го мразите тренерот? Не. Таткото си го сакате, меѓутоа тренерот не Јас баш. мислам дека е така. Мислам дека Не е е така. тоа Мислам дека мржња, е. она мразење. Ама да Туку е станеш у она. 6 саат са бајле на 3 круши да трчаш, мислам дека е мразење, ама. Иритантност, така некоја, не знам. Ама кој ќе купам патики, па ќе ме сака и така. Мислам дека тоа е. Како го дозирате тоа, го балансирате да не ја прелиете чашата па да создадете отпор? Не, во тренажен процес ја преливам чашата, ја и тоа како, мислам. Не може тоа да ја одврати еден ден да стави Па крај да се збогува поради преголем притисок и очекување од страна на тренерот и родителот? Ма не е тоа толку голем притисок сега. Сепак ја нештото го правам за нејзино добро. Сепак утре еве сега во овој момент добро е за јавноста да знае, е четврта во светот. Сега со бодовите што ги земавме во Дженова ќе биде трета, значи чекаме во секој момент ажурирање на светската ранглиста. Мислам дека во овој момент најдобро рангиран спортист во Македонија е во било кој спорт, зборам на светските ранглисти. На трето место. На трето место. Дури може да се провери ова и за овие 35 години како постои Македонија, може би е женски сениор. Сега може би има и во други некои спортови прво рангирана, второ рангирана. Не сум сигурен, меѓутоа за 2025-6 е сигурно најдобро рангиран. Два пати е балкански шампион, на Балканот и нема веќе рамен. Втора е во Европа, трета е во светот. Јас мислам дека е тоа доволни причини па и да смеам да викнам некогаш. Да ја гледате Катерина не само како керка, туку како спортист со големи перформанси и големи шанси за... Беше номинирана за најдобар спортист на Македонија од страна на Министерство за спорт. Еве јас таму не сум ни тренер ни родител. Си има комисии што ги вреднуваат тие резултати. Изгуби, испадна втора. Нема врска. Ние со самата номинација бевме победници. Најдобар спортист е во општина Кисела Вода. Општина Кисела Вода, бога ми, и то како голема општина е со многу спорт. Така да мислам дека... Кој е вашиот најголем страв како тренер? Дека еден ден Катерина можеби ќе се откаже од џиу-џитсу? Па не е најголем страв, можам да кажам дека е... Повреда. Ајде речеме, Јас мислам дека е не повреда. дај Боже да има некоја повреда и биле искршени раце, но за тие моменти не можам да ви ги кажам како ми се како тренер, па и како родител, меѓутоа најпрво како тренер, тука сум исто така малку... Има значи сериозни повреди. Па има повреди, се разбира, кичма, врат, не дај Боже, може да се случи, не дај Боже, повреда да ја оддели од татами и она да мора да започне со тренерска кариера. Тоа ми е единствен страв, пак ќе речам ќе бидам малку чуден, меѓутоа пак ми е како тренер повеќе страв, а не како родител. Како родител се разбира, секој за своето дете посакува се најдобро, така и јас за Катерина посакувам. Меѓутоа, дај Боже
да не се повреди, да може да се бори. Како се чувате од повреди? Само со дисциплина и со Само Господ не строго чува. вежбање или Само Господ не чува од тоа. Имавме тука некои сериозни повреди, преклани на светското на Крит. 7 дена пред светското искршивме рака во Косово. Што да ви кажам, платени карти, авиони, хотели, котизации, скапи, сето тоа ни пропадна тоа светско првенство. Она сакаше со скршена рака да влезе, ама немаше логика. На 5 минути ја пројдовме вагата со раката у джеп. Немаше некоја строга контрола. На 5 минути пред почеток на борбата решивме да не се бори. Мислам, екстремни сме до тој степен. Ама веројатно тоа е предуслов за успех. Па знаете како, дома седење од... Сега нежни се децата, да не настине, да не капчето, дали му е стајано. Ја му го фрлам капчето родителот. Добро, свативме од досегашниот тек на разговор дека не ја штедите Катерина, дека сте прилично строг и многу захтевен, како тренер еве зборувам. Меѓутоа Катерина е млада девојка која веројатно освен џиу-џитсото има и нешто друго во животот. Знаете како... Сакате да излегувате Катерина, што друго е Катерина освен репрезентативка во џиу-џитсу? Студентка сум, 3-та година на факултет за физичко образование, спорт и здравје, асистирам факултет. Друштво, ноќен живот, социјални мрежи? Нормално. Мислам дека не постои човек што не излегува, само што морам тоа да го намалам, да речеме. Викендот ако не ми е на некој турнир, викендот ми е или на семинар, на тренинг семинар, или да речеме, викендов да сум дома да одморам, да речеме. Пак излезам јас сам. Нема желба за ноќни заглавувања, за излегувања, за забави со друштво? Имам, ама поретко. Не е толку, повише ми е фокусот на спортот, да речеме. Морам јас да се одморам, морам да се наспијам за... Ако отидам уморна на тренинг, еднаш, 2 пати ќе фрлам, ама после немам сила. Знаете како... Што вели тренерот од оваа перспектива, што вели тренерот? Смее ли Катерина како млад човек која ако оди на роден ден на забава да се напие чашка алкохол? Јас мислам дека не сме, затоа што ова не е екипен спорт. Утре дента нема 10 души да трчаат за неа, него треба сама да излезе таму. Мислам дека не, среќен сум што... Вие се дозволувате понекогаш алкохол? Јас алкохол немам пробано во животот и цигара, немам тетоважи, немам долги коси, забранувам тоа. Некојаш родителите ме критикуваат, меѓутоа јас кога запишувам нови деца, инсистирам детето да е почишано, долга коса не сакам дете, тетоважи не сакам, цигари, алкохол, тоа не доаѓа во обзир, затоа што еден кој ќе ти влезе така, потоа тоа друштво, таа екипа се менува некако. Сметам дека децата би требало да земат пример од својот тренер, да речеме, или не знам, Кате да земе пример од мене, она и која дојде ред, која сакаше да се тетовира, тогаш како на родител ми се обрати, ја кажав, ако сакаш повели, тетовирај се, возрастна си, ја немам. За цигари веројатно гледа, за алкохол јас сум против сето тоа. Катерина, дали оваа дисциплина челична, што ја бара тренерот од вас, е слобода или ограничување? Слобода или ограничување? Па, како да кажем, ограничување, меѓутоа не од негова страна. Од моја страна, морам јас да се ограничам. Сега, он може да ми вика немој да излегуваш до касно, немој вака, ама јас ако сакам ќе го направам тоа. Меѓутоа јас сама си имам поставено една цел, една граница до кога треба да излезам до покасно, кога не треба да излезам до покасно. Што вие лично мислите за оние стереотипи дека жената е понежен пол? Или дали во оваа дисциплина со која се занимавате, во џиу-џитсу, во оваа боречка вештина, во овој спорт, има и нежност? Мислам дека нежност нема, затоа што е таков и спортот, удари и фрлања, све тоа. Јас како жена, еве ќе кажам, девојка, сосеќам да речеме моќно, јас сум сигурна дека што и да се случи, не дај Боже некаде на улица, некој да ме нападне, јас би имала некоја тактика да се одбранам или нешто да направам за тој да не му текне пак да ми се приближи нешто. А како ги уривате оние стереотипи, например, во друштво кога некој ви вели џиу-џитсу не е за спорт за жени? Кој е вашиот најсилен аргумент? Па тие најчесто што зборат се машки, да речеме. Што ти е со спортот, кој ти е спортот? Само ќе му речам колку плата зимаш ти? Еве јавно ќе кажам, колку плата зимаш ти? Па толку. Па добро, и ја толку зимам, ја тренирам 2 пати дневно, а ти работиш 8 сата.
А јас работам, да речеме, работам со љубов, со желба, а ти одиш така. Како не, ти лажеш, нема шанси, џиу-џицуто не е ни олимписки спорт. Јас заработувам од џиу-џицуто. Заработувам комотно да имам за еден убав, скромен живот. Кога не би била џиу-џицу репрезентативка, што би била? Или би останале во спортот секако? Ова многу пати сум го размислувала. Креативна личност, можда би се бавела со фотографија, со изработка на нешто, не знам, нешто креативно, нешто можеби тоа би ме влечело. Затоа што сум креативна личност. Покрај спортот јас знам така ќе си земам некоја споменарче, ќе си направам, ќе сечам сликички, нешто мислам дека тоа да речем ме влече, или нешто компјутери, едитирање, постери, флаери, тоа исто така. Мислам дека ако не беше спорт, било кој спорт би било нешто такво, креативно. Александар, стана јасно после Банкок, особено сега после турнирот во Дженова, дека Катерина е спортист со големи перформанси и светла иднина пред неа ако продолжи вака. Велите моментално е трета на светската ранглиста. Што значи тоа во перспектива, бидејќи е перспективна млада спортистка, која во џиу-џицуто, во оваа дисциплина, кој е врвот? Кога ќе стане прва и кога ќе биде таму, на тоа место, што понатаму? Па видете, најпрво ние очекуваме категоризација на нашиот спорт од страна на Министерство. Тоа повлекува некои финансиски бенефити за освојувачи на медали од европски и светски првенства, се разбира и за ранглистата светска. Тоа е првото, второто е престижот, рейтингот, да отидеш на некој европско светско првенство си у топ 5 спортисти, повлекува добра тактика при ждребот, значи никогаш не може да се сретнат најдобро рангираните борци во прво или во второ коло на едно светско и европско првенство. Како во тенисот, секогаш идат најдобрите со најслабите. Тоа е впрочем и борбата да бидеш што погоре на светската ранглиста, да можеш на европско светско да одиш што подалеку доле, па зошто да не и во финале. Дали Македонија доволно ги вреднува шампионите? Во овој момент да. Откако е Министерство за спорт, откако пројде од агенција во Министерство, некои работи се сменија на големо задоволство на спорт. Јас зборувам за џиу-џицуто, веројатно и другите се чувствуваат. И за крај едно прашање, први од вас сакам да слушнам ваша размисла како вие со вашите колеги и пријатели кога дискутирате и дебатирате на тема џиу-џицу, колку е тој женски, колку машки спорт. Не постои женски и машки спорт. И машко трча и женско трча, и машко игра фудбал и женско, и машко фрла копија и женско фрла копија. Мислам дека не постои машки и женски спорт. Едноставно Дали боречките спортови повеќе ја канализираат агресијата или создаваат агресија? Не. Секој боречки спорт канализира агресија, никако не создава. Не постои боречки спорт, не постои на планетата боречки спорт што создава агресија. Може би еден боречки спорт создава агресија, не би сакал да зборувам против колегите. Онаму каде што има многу, да речеме, крв, онаму каде што има многу знаете каде што нема антидопинг. Погрешно го формулирав прашањето, сакав да речам подложни сте на повреди и во таа смисла колку се жените помалку заштитени како понежен пол. Видете, од онаа предрасуда спортските новинари добро ќе ме разберат. Во оние боречки спортови каде што нема антидопинг, таму веќе треба да се подразмисли, родителите да подразмислат и спортистите во која насока водат. Онаму каде што има антидопинг, ова е малку познато за јавноста, мислам дека и моите колеги тренери не го знаат. Меѓутоа јас живеам за тоа, па ми е добро познато. Она мора да внимава на исхрана, на пиење, на јадење, токму поради антидопингот. Вие го одредувате режимот на Да, ако падне на антидопинг 4 години, она нема право. Се грижите за суплементи што ги добива? Суплементи не зема никакви. Ни витамин С? Ништо, само се плашиме малку околу вада системот, така да исхраната само ја контролираме. Добро. Слава Богу, ја дал Господ здрава права, мислам дека само со добра исхрана може да. За крај, што е следна борба, следен турнир? За каде се подготвувате? Следен викенд имаме добар тродневен тренинг семинар со светски шампион во Србија, тренира 3 дена. Веќе на 6 заминуваме на меѓународен турнир во Словенија како тест турнир. И на 12 март следната недела веќе одиме на Европско првенство на Крит. Понатаму има уште многу, немаме ни толку време. Секој викенд сме негде. Значи, прилично набиено. Да.
Да ни се вратите од сите турнири со некоја медаља. Ви Да, благодарам. благодарим. Честитки уште еднаш и големи успеси натаму. Благодарим. Ви благодарам за гостувањето во денешното издание на Да си кажеме. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на оваа фреквенција и довидување утре во истиот термин.